Добро вечер. Шеста политичка анализа. Јас сум Васко Ефто, почитани гледачи, вие сте на вистинското место. Во наредните 25 до 30 минути ќе може да проследите на политичка анализа на тема односите помеѓу Македонија и Бугарија, што се случи, што ќе се случи и што може во финалето на целата таа криза да произлезе за Република Македонија. 25 до 30 минути политичка анализа. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Гледате, почитани гледачи, не се потребни 100 дена да идете на една влада за да може да видите каде се направени грешки во кадровската селекција или во изборот на новиот владин состав. Веднаш се гледа дека Бујар Османи е лошо решение за министар за надворешни работи. И за тоа посот барам неколку причини. Во изминатите 10 до 15 години човекот беше министар за здравство и беше лош министар за здравство. Беше вице-премиер за европски интеграции, беше лош вице-премиер за европски интеграции и сега е лош министар за надворешни работи. Не дека е човекот некапацитетен или дека не е образован, едноставно нема структура која може да одговори на функцијата министар за надворешни работи. Зошто? Бидејќи Република Македонија се соочува веројатно со најголемиот проблем во изминатите 2 или 3 години, а тој преговорите со Република Бугарија. Република Бугарија која е формирана како држава, каде што спиритус мовен се македонското прашање, односно непостоењето на македонска нација, на македонски јазик и на македонска држава. Еден таков човек кој произлега од партијата ДУИ, кој исто така го негира ексклузивитетот на македонскиот идентитет, ексклузивитетот на македонскиот јазик, ексклузивитетот на македонскиот народ, како носител на македонската држава, вие требате да конфронтирате со Бугарија која ги потенцира или ги проблематизира тие 3 точки на македонската државотворност. Значи човекот кој произлега од партијата, кој сама ги проблематизира тие 3 точки на македонската државотворност, го ставате да биде министар за надворешни работи кој ќе треба од Бугарија да ги брани тие 3 точки кои самиот преку својата партија ги проблематизира. Затоа велам, изборот на Бујар Османи е катастрофално погрешен избор и тоа ќе направи голем проблем во функционирањето на оваа влада. Погледнете структурата на бугарската држава, почитани гледачи. Сите служби, дали воено разузнавање, дали полициско разузнавање, дали надворешната политичка служба, сите се тие ставени во функција на одбрана на бугарската држава и одбрана на бугарската позиција. Бугарската држава всушност не може да се соочи и да прифати постојање на македонска држава. Тоа е суштината на целиот тој проблем. И ќе треба сега Бујар Османи така некадарен да се спротистави на таа бугарска држава. Добро, навистина на чело на бугарската влада е Бојко Борисов, кој има завршено за пожарникар и за него е довелен тепачот Бекир Асани да може да му се спротистави, меѓутоа сепак имате сериозни играчи во таа бугарска држава. Прво 600 българско управление и така натаму и така натаму. Значи сите бугарски играчи, од Прванов, Божидар Димитров, Каракачанов и така натаму, сите се тие стипендисти и соработници на бугарските тајни служби се обучувани 30 или 40 години по македонскиот вопрос. И сега овој Бујар Османи, кој главниот дострел на изминатите 3 години му беше како општински курир да оди низ Македонија и да гледа дали овие табли се двојазични или не се двојазични, како општински курир Мојсов Стојан, тој општински курир Бујар Османи сега ќе треба да ги брани македонските национални интереси, да го брани македонскиот идентитет во конфронтација со Софија и со бугарска држава. Нема шанса тоа да се случи, почитани гледачи. И тоа ви исто, почитани гледачи, не знам, времето ќе покаже дали е тоа шпекулација или реалност. За жал, секоја шпекулација во Република Македонија на крај се трансформира или се претвара во реалност. Беше пуштена одредена шпекулација дека поранешниот новинар, сега потпредседател на СДСМ и кум на Зоран Заев, Мухамед Закири, ќе биде иден директор на Фондот за здравство. Знаете, тоа е пандан нова Бујар Османи да биде министар за надворешни работи. Која е врската или колку од здравство се разбира Мухамед Закири? Се разбира бидејќи има прележено корона. Всушност Мухамед Закири, кој има завршено средно теолошко училиште, е специализиран да биде оџа, подоцна на стари години кога отидо Вал Сатем телевизија, покојни Веби Велја им заврши факултети како курсеви или како вечерни школи, сега тој Мухамед Закири, така вела шпекулација, дека ќе биде директор на Фондот за здравство. Па можат и Сулеман Реджепи, бившиот реис на исламската верска заедница, да го направа да биде некој директор на слободни царински зони, да го направат некој министар за здравство, да го направат за култура и за наука. Гледате, таква кадровска политика покажува дека ова влада не ги научила грешките во изминатите 3 години. Значи, ниту една грешка што е направена изминатите 3 години не е научена. Јас велам, можеби ќе остане шпекулација, можеби ќе биде реалност, меѓутоа фактот дека се спомнува името на Мухамед Закири како директор на Фондот за здравство, човекот од здравство има единствено прележено корона, е навистина смешно и навистина говори многу лошо за ова влада
а и говори многу лошо за тоа како во Република Македонија одредени натуршчици можат многу брзо и многу лесно да одат во врвот на политиката и подоцна доаѓајќи во врвот на политика да одат на клучни државни функции. Тоа е нешто што Република Македонија ја разорува како канцер веќе 30 години. За волја на вистината постоеше политичар кој се викаше Абдураман Алити, беше лидер на партијата ПДП. По завршување на политичката кариера, тој беше амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија. Единствен амбасадор од Република Македонија кој службуваше во Софија во Република Бугарија и кој се залагаше, ги бранеше интересите на македонците во Република Бугарија. Дури бугарските власти сака да го прогласат за персона нон грата, да го протерат како амбасадор од Република Бугарија. Значи велам Абдураман Алити, значи не е само дека постоја тамо тарабуки од типот на Буир Осман или на Мухамед Зигри, има таму и паметни луѓе кои не само што се паметни, туку разбира која е есенцијата на тие односи помеѓу македонците и бугарите. Значи тој Абдураман Алити беше единствен амбасадор, а Македонија има пратено 5 или 6 амбасадори, врвни амбасадори како Ѓоко Спасов или Ѓорги Спасов, како Љубише Ѓоргиевски така натаму. Единствено Абдураман Алити се залагаше и се бореше за националните интереси на македонското малцинство во Република Бугарија, затоа сака да го прогласат персона нон грата. Видите, почитувани гледачи, имаме два концепти, две стратегии. Две стратегии кои на некој начин пледоират или асоцират на можно блокирање на Република Македонија на патот кон НАТО и кон ЕУ. Едната е грчката стратегија, втората е бугарската стратегија. Во основа сака да стават вето на патот на Република Македонија кон Брисел, дали кон НАТО, дали кон Европската унија. Грчката стратегија сакаше да стави вето за да покаже дека ние и грците сме различни. Бугарската стратегија сака да стави вето за да покаже дека ние бугарите сме исти. И гледате, колку на прв поглед тие две стратегии да делуваат идентично, тие се драматично различни. Значи грците сака да ни стават вето за да покаже дека македонците и грците се различни, а бугарите сака да ни стават вето за да покаже дека бугарите и македонците се исти. Например, ако ја земеме стратегијата на Киро Глигоров и Васил Тупурковски, тоа е идентична стратегија. Едната стратегија, она стратегија на Киро Глигоров почива на фактот дека македонците се словени, а стратегијата на Васил Тупурковски почива на фактот дека македонците имаат корени со античките македонци. Меѓутоа, и двете стратегии сака да направат конфедерација со Грција, на тој начин да биде решено македонското прашање. Де факто грците сакаат нас да ни докажат дека ние сме словенизирани грци, додека бугарите сака да ни докажат дека ние сме одродени бугари. Гледате, тоа е суштината. Ако ние сме одродени бугари, а ако грците сметат дека сме словенизирани грци, тогаш нели се постава прашањето кои се словени во овој триаголник? Ако ние не сме словените, ако бугарите не се словените, тогаш кои се словените во целиот овој триаголник? А ако сме ние словените во овој триаголник, тогаш словените се постари од бугарите. Тогаш не можеме ние да бидеме одродени бугари, туку мора или можат бугарите само да бидат словенизирани, односно бугаризирани македонци. Значи, есенцијата се македонците. Дали македонците се антички македонци или се словени, тоа не е битно, може се заеднички и антички македонци и словени. Меѓутоа бугарите, тоа знаете е ко дилемата што е постаро јајцето или кокошката. Не може кокошката да биде постара од јајцето. Ако јајцето е македонизмот, тогаш бугарите се всушно словенизирани или македонизирани татари, а не можеме ние да бидеме одродени бугари, тоа е есенцијата. Затоа бугарската држава мора да докаже дека ние сме одродени бугари, бидејќи тоа е спиритус мовенс на постоењето на бугарска држава, на постоење на словенството во Бугарија и на постоење на христијанството во Бугарија. Буир Османи сега треба да се спротистави на таква стратегија. Како ќе се спротистави на таква стратегија кога и самите албанци поминале низ еден таков болен процес кој што поминале бугарите? Биле словени и се исламизирани словени тука на Балканскиот полуостров. Гледате, бугарите и албанците имаат заеднички интерес да покажат дека македонците прво не се домородни на Балканскиот полуостров и како второ дека се или одродени бугари или се словенизирани грци. Ете, почитувани гледачи, грците значи сакаа да не блокираат за да докаже дека ние сме различни. И тоа им беше неопходно. Им беше неопходно како топко лепче, иако тие можеа да преживеат и без тоа. Ко се прави современата американска држава, еден крак на таа американска елита всушност сака да го наметне грчкиот јазик како официјален или службен јазик на тие Соединетите американски држави кои се формира пред 2 или пред 3 века, а тоа да не биде британскиот, односно англискиот или да не биде германскиот јазик. Значи таква е драбоко и драматично влијањето на таа античка Грција. Целата европска култура почива на таа античка Грција, на таа античка демократија. И затоа може да и прогледат низ прсти на Грција кој се закануваше со вето во однос на Република Македонија. Ако Грција изведува античка демократија, што изведува Бугарија? Освен проститутки и простотилак, ништо не извезува во Европската унија. И сега таа Бугарија гледа како се потковува конјот и како жаба почнува да крева ногата и таа сака да стави вето. И ако на Грција не можевме да и се спротиставиме, бидејќи Грција имаше пријатели
во изминатите 50, 100, 200, 300 години кои ги има направено во Америка и во Европа, на Бугарија треба да ја оставиме да ни стави вето. Бидејќи велам, освен проституција и простотилак, таа ништо друго не извезува Европската унија. Затоа треба да направиме све Бугарија да ни стави вето. Бидејќи ако Грција ни става вето за да докаже дека сме различни, тогаш Бугарија ќе ни стави вето за да докаже дека сме исти. Знаете, дали Германија би им ставила вето на Австрија или на германците кои живеат во Австрија? Дали, например, Русија би ставила вето на Белорусија? Дали Грција би им ставила вето на Кипар? Не, но Бугарија би им ставила вето на македонците. Зошто? Бидејќи македонците биле од родени бугари. Видите колку се тоа мисли од слепо црево, од мал мозок. Значи ни германците, ни грците, ни русите, ни пољаците, никој не би им ставил вето на народи кои произлегуваат според нивното толкување од нивната матична држава или нација. Единствено бугарите ќе им стават вето на бугарите кои биле бугари до 45-та година. Па има ли логика? Нема, ама тоа е Бугарија, почитувани гледачи. Кај бугарите нема логика. И гледате што се случува. Кога незрела демократија, незрела држава, вие дозволувате да стане членка на НАТО и НЕУ. Таа незрела држава и незрела демократија, што може да испорача вој? Освен незрела и нездрава политика, не може да испорача ништо. Има конфликти со турци, има конфликти со роми, има конфликти со романци во Добруџа, има конфликти со македонци, има конфликти во Србија, дава бугарски пасоши. Гледате, она им дава бугарски пасоши, овие ги зимат бугарските пасоши, ни еден ден не живеат во Кјустендел или Софија, бегат од Бугарија како гјавол од крст, да живеат во Германија и во Велика Британија. Има една легендарна пресконференција на Братко Цренковски во Софија, му велат, од кога Бугарија стана членка на Европската унија, многу македонци зема бугарски пасоши. Ова едва и ги чека да му поста такво прашање, вели, па што не зема бугарски пасоши пред Бугарија да стане членка на Европската унија? Че взимаат бугарски пасоши и со самиот ден на земање на бугарски пасоши го негираат своето постоење како бугари со бугарски државјанства, бегат и емигрираат во Западна Европа. Тоа е всушност карамболот на бугарската политика. Фрлат огромно количество на пари, зошто? На промашена национална стратегија. И за 20 или 30 години, со така промашена национална стратегија, Бугарија ќе биде единствена држава во светот кај што домицилниот народ ќе биде малцинство во својата држава. Гледате, грците ја лансира тезата дека егејците или македонците од Егејска или од Беломорска Македонија се всушност словенизирани грци. Меѓутоа не им паѓа на памет да им дават грчки државјанства или грчки пасоши на македонците од Егејска Македонија. За разлика од нив, бугарите се историја давање бугарски пасоши и им крахира целата таа стратегија. Ја губат првата Балканска војна, ја губат втората Балканска војна, ја губат првата светска војна, губат втората светска војна, сите можни војни ги изгуби изминатите 100 години, пак не им доаѓа памет. Гледате кој е тој комплекс. И сега губејќи ги овие 4 војни, оние ќе добијат војната во Брисел. Како ќе добијат војната во Брисел? Ќе ставиле вето на патот на Република Македонија кон Европската унија. Па колку треба да си шутрак политички за да можеш да водиш таква национална стратегија, да изгубиш 4 војни, да се утепаш пена да ти фати устата да докажеш дека македонците се одродени бугари и шо правиш на крај? Ставаш вето на тие одродени бугари на патот на Република Македонија кон Европската унија. Знаете кај ќе заврши Бугарија со таква стратегија? Ќе биде источна провинција на Европската унија, ќе граничи тамо некаде со Молдова и со Турција. И тоа тука ќе заврши бугарската стратегија. Ти има комплекс да се замешат во балканските прашања 100 години. Зошто? Бидејќи ги изгубија сите 4 балкански, односно двете балкански, двете светски војни. Сега со оваа стратегија така ќе се закуцат како источна провинција на Турција, што ќе не може со најголемите кранови од тоа блато да може да ги извади човек во наредните 50 години. Ви реков пред малку дека Грција можеше да опстои и да издржи и без македонското прашање, и без решено македонско прашање. Па и со поразводност на тоа македонско прашање, Бугарија не може да издржи со поразводност на тоа македонско прашање, бидејќи цела бугарска структура е формирана врз база на тоа македонско прашање, врз база на тој македонски вопрос. И Каракачанов, и татко му, и Божидар Димитров, и Парванов, и агентот Алберто, сите се тие соработници на бугарските тајни служби. Бугарските тајни служби инвестираат во нив, инвестираат од средношколски или од студентски денови и тие мора да одработат. Замислите да не постои македонското прашање, сите тие ќе бидат прогласени за технолошки вишок. А ако не постои македонско прашање, Красимир Каракачанов ќе нема политичка кариера, ќе му згасни партијата ВМРО, БНД или СМД. Каракачанов ќе мора да биде испратен во историјата како што оние разбои и машини за ткање беа пред 2 или пред 3 века испратени во историјата. Без македонско прашање никој нема корис, нема потреба од Красимир Каракачанов. Џабе бил соработник на бугарските служби 30 години, џабе бил татко му соработник на
бугарски служби 50 години ќе бидат испратени во историјата како расходувана лада. Тука е проблемот на Каракачанов и на таа бугарска политика. Без македонското прашање тие се небитни. Затоа Бугарија без македонскиот вопрос и прашање не може да опстои. Тоа е спиритус момент на постоење на современата бугарска држава. Да бидам искрен, почитувани гледачи, јас повеќе се плашев дека србите тешко ќе се освестат од таа своја голема српска стратегија, голема српска политика. Меѓутоа, гледате, србите се многу пофлексибилни. Освен Српската православна црква, која се уште не може да се откаже од Македонија, Македонската православна црква, официјален Белград полека почнува да се откажува и да се освестува дека Република Македонија не може веќе да служи како компензација за губење на Косово, да влеземе во тој кош или пакет на решавање на косовското прашање. Српската црква не може да се ослободи, бидејќи смета дека располага со голем црковен имот во Република Македонија и дека им е тешко прво да се откажат од тој црковен имот и второ што се плашат да не им биде формирана Српска православна црква на Косово, која ќе може да им ги контролира тие српски светости или српски манастири. Се плашат самите албанци во процесот на независност на Косово да не формираат Српска православна црква на Косово по примерот на Црна Гора или по примерот на Република Македонија. Затоа само Српската православна црква се уште прави одредени проблеми во однос на македонското прашање, заедно со Ивица Дачич, тоа на српско-руска линија или московска линија која се спротивстава на формирање на Украинската православна црква, бидејќи Украинска Русија де факто е замајецот на формирање на денешна Русија или на Советскиот сојуз. Затоа само Српската православна црква прави проблеми дека српската држава или официјален Белград полека се соочуваат за постоење на македонска држава, за постоење на македонска нација и не смета дека Македонија треба да биде составен дел во пакетот за решавање на косовско прашање. За разлика од бугарите, србите испадна многу пофлексибилни. Секогаш го потенцирав, почитувани гледачи, дека проблемот со Бугарија е многу драматично потежок од проблемот со Грција. Проблемот со Грција е промена на името, тоа е емотивен проблем. Навистина е тешко да го смените името на државата, меѓутоа изминатите 70 години во неколку наврати е сменето името на Република Македонија. Била федеративна, била народна, била социјалистичка Република Македонија, сега Република Северна Македонија. Тешко ми е, тешко го прифаќам тоа, меѓутоа тоа е работа која изминатите 70 или 80 години се случувала. Бугарите сега бара да се смени идентитетот. Изминатите 70 или 80 години имавме бетониран идентитет. Од кодификацијата на македонскиот јазик, од формирање на Македонската академија, на Македонската армија, на Македонската црква, ние не сме чепнале во македонскиот идентитет. Грците бара да не биде сменето името и со сменето име да влеземе во НАТО и ВЕУ. Бугарите бара да не биде сменет идентитетот. Тоа е драматично потешко. Затоа грците сметат дека граѓанската војна е всушност војна идеолошка во Република Грција или во тогашна Грција, дека се бореле на иста страна и грци и македонци, македонците биле словенизирани грци. За разлика од нив, бугарите сметаат дека ние во Втората светска војна сме се бореле едни со други, комунисти и фашисти. И тука е разликата, тука е проблемот помеѓу Бугарија и Грција. Бугарија и Каракачанов сега сакаат со две скршени раце, со две скршени нозе да не натера да влеземе во ЕУ, односно да влеземе со скршен идентитет. Грците не го бараат од нас. Затоа договорот од Преспа е 10 пати полесен договорот што треба да го направиме со Бугарија, бидејќи со Бугарија всушност ние треба самите да се скршиме кичмата и самите да докажеме дека после 45-та година претходно сме биле бугари, потоа сме станале одродени бугари. Гледате што се случува во Белорусија. Белорусија и Лукашенко беа први кои се спротивставија на анексијата на Крим. И тоа што се случува во Донбас. Зошто? Бидејќи смета дека следна на удар ќе биде Белорусија. Бидејќи таа гравитација на големата Руска Федерација е толку силна што ќе проголта Белорусија. Истиот принцип сака да го наметне Бугарија, односно ние да сме Белорусија, Бугарија да е Москва или Руската Федерација. Но за да ние бидеме Белорусија треба да имаме Лукашенко. За да имаме Лукашенко е неопходно за да не можеме да станеме членка НЕУ. Значи Република Македонија не сме да стане членка НЕУ, да се појават одредени политички структури кои ќе ја скарат Република Македонија и со ЕУ и со НАТО. Тоа е значи бугарската стратегија и на тој начин Македонија да стане Белорусија. Ако Македонија стане Белорусија, тогаш Бугарија е Руската Федерација. Што ќе се случи на крај? Руската Федерација, односно Бугарија, ќе подаде рака на таа Лукашенкова Македонија и ќе ја приклучи кон матицата, односно кон гравитацијата. Затоа Бугарија инвестира во политичари, во политички партии, во политички структури кои ќе ја направат Македонија пандан на Лукашенкова Белорусија. Зошто? За да може таа Белорусија да биде клекната на колена и подоцна се спои со Бугарија. И веќе се формирани тие персонални сојузи. На една страна се Александар Николовски и Андрей Ковачев, кој втор човек на таа ЕПП партија или десни партија во Европскиот парламент, и на друга страна се Каракачанов и Христијан Мицковски. Всушност таа екипа која сега работи на блокирање на патот на Република Македонија
во членство во Европската унија, всушност екипата која стоеше позади аферата Рекет. Луѓето на Каракачанов, разузнавањето под контрола на Каракачанов и на Ради Точев, се шпекулира дека стојат позади целата таа афера, дека се донесени уредите за снимање, уредите за прислушкување во коли и во камиони од Софија и Бугарија, се инсталирани во одредена куќа, се направени одредени снимки и подосна тие снимки се дадени на Ларис Гајазер и на Лаверите. Јас сакав да имам интервју и со Каракачанов и со Ради Точев, 2 или 3 пати ги барав едниот и другиот за интервју и не ми беше прифатено интервју, бидејќи сакав да им поставам едно единствено прашање, дали бугарската држава, дали бугарското полициско или воено разузнавање преку одредени луѓе кои се присутни во Република Македонија стојат за таа афера Рекет. Всушност екипата која сака да го блокира патот на Република Македонија кон членство во Европската унија стои позади аферата Рекет. Јавна тајна е, почитувани гледачи, дека таа екипа има добиено 14 милиони евра. Значи шпекулации постојат и то мноштво на шпекулации дека таа екипа под контрола на Ради Точев, под контрола на Андреј Ковачев, под контрола на Красимир Каракачанов, кои се присутни тука во Република Македонија, можете да ги видите во одредени скопски кафани како пеат македонски народни песни, дека таа екипа има добиено на рака 14 милиони евра. Зошто има добиено на рака 14 милиони евра? Да го блокира патот на Република Македонија кон членство во Европската унија, да направи Македонија нестабилна држава, да отвори аферата Рекет и еден конзул во обид да биде претворен во вистински конзул во Република Македонија. 14 милиони евра се сепак 14 милиони евра. Дали таа екипа ги има добиено тие пари? Ние сакавме да направиме одредено интервју на кој ќе им ги поставиме тие прашања. Имаме одредени информации. Одредени амбасади на западни држави во Република Македонија јавно говорат дека се платени многу пари, дека постои операции и стратегија за разнебитување на Република Македонија и дека таа стратегија е контролирана од тој центар во Софија. И во целата таа стратегија на ВМРО ДПМН Вело Марковски им доаѓа кокетсна десетка. Им доаѓа како петок и сабота. Проба со Рашела Мизрахи, не успеа. Проба со Александар Пандов, не успеа. Вело Марковски е многу подобар од Рашела Мизрахи и од Александар Пандов, бидејќи живее во филмот дека едва и се спасил 2003 година, бидејќи бил прв кој се спротиставил дека нема пандемија на свински грип, значи нешто слично што прави сега, велејќи дека нема пандемија со коронавирус, прв се спротиставил таа 2003 година и за малку не му бил извршен атентат кој што бил извршен на тогашниот полски претседател кој загина во авионска несреќа. Значи таков човек вие носите во извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Таков човек ќе ве кара со Сорос, ќе ве кара со Брисел, ќе ве кара со Лондон, ќе ве кара со сите, ќе ве кара со Светска здравствена организација. Всушност тој е човек кој како кецна десетка е погоден на политиката и стратегијата на ВМРО ДПМН. Тие да продолжат да бидат изолирана партија, да дојдат на власт и да ја раскарат Република Македонија и со Брисел и со Вашингтон. И затоа меѓународната заедница над главата на ВМРО ДПМН постојано ќе го држи мачот на случајот Талир, а тоа е тоа незаконско финансирање на ВМРО ДПМН. И ќе ги има во игра трите опции. Мицко да остане на чело на ВМРО ДПМН, да најдат нов Мицко или да ја поделат партијата на 2 или на 3 дела. Зошто? Бидејќи немаат верба во ВМРО ДПМН. Ова што сега се прави со Вело Марковски, еден таков шарлатан донесен во извршниот комитет на партијата, всушност покажа дека ВМРО ДПМН нема извлечено ниту една поука. 4 или 5 изборни порази и ниту една извлечена порака. Навистина, овие од СДСМ има 10 или 11 изборни порази, меѓутоа се сменија 4 или 5 лидери. Овие имат капацитет да доживеат 11 порази со еден лидер. Затоа дека таа меѓународна заедница и понатаму нема верба во ВМРО ДПМН. Затоа го држи тој случај Талир, за да може во било кој временски момент, во било кој рок да направи расчистување во врвот на ВМРО ДПМН, да го остави Мицко, да ја растури партијата, да ја згасни партијата, да избери нов Мицко или да ја подели ВМРО ДПМН на 2 или на 3 дела. И на тој начин името ВМРО, ако процена дека е неопходно, да го пуштат во историјата. Вело Марковски тука им е како гарант дека тоа ќе се случи. Тој живее во филмот од 2003 година, дека само што не му направиле атентат 2003 година и тие не се имаа скарано само со Светска здравствена организација, се скараа со Сорос, се скараа со длабока држава, се скараа со Брисел, со ЕУ, со НАТО, се скараа со сите соседи. Наметна атмосфера дека све што е различно е штетно во Република Македонија. Мрзе све што е различно, не беа скарани само со Светска здравствена организација. Сега со Вело Марковски ќе се скарат и со Светска здравствена организација. Да се вратиме на бугарите, на бугарското прашање, односно на македонскиот вопрос, како што се третира во Софија.
Гледате кои се главни негатори на постоење на македонски јазик, македонски народ, македонска држава, македонска нација. Тоа е Красимир Каракачанов, европратеникот Ангел Џамбаски. Сама структурата на презимето Каракачанов, кој потекнува од турски збор Кара или црно, или Џамбаски од Џамбас или некој што продава коњи и магарења, а Каракачанов или Каракачани се и некоја влашко племе, па може тамо да произлегува тоа презиме, гледате дека станува збор за луѓе кои немаат македонски корени. И тоа само го потврдува правилото дека јаничарите се најголеми турци. Овие се луѓе кои немаат македонски корени, кај што структурата на презимето му потекнува од турски зборови и тие се најголеми бранители на македонизмот и докажување дека македонизмот е всушност одродување на бугарите. Такви луѓе ги наоѓа тајните служби, инвестираат во нив, инвестираат во средношколски, во студентски ден и ги прават соработници, подоцна тие се главни негатори на постоење на македонска нација на македонски јазик. И главни оперативци на таа бугарска политика визави Република Македонија се Красимир Каракачанов, Андреј Ковачев и Ради Точев. Тоа е таа екипа. Андреј Ковачев сака да го замени Бојко Борисов на чело на партијата ГЕРБ. Красимир Каракачанов сака да биде премиер на некое техничко правителство во Бугарија, кое треба да излечи Бугарија од сегашните конфликти и тие демонстрации кои се случуваат по софиските улици, и Ради Точев е главен оперативец во Република Македонија. Во текот на летото 2 или 3 пати го барав Ради Точев, го барав преку мобилен телефон, не ми одговори, ме побара преку WhatsApp за да види кој го бара од тој номер што велат во Бугарија. Бидејќи види дека го барам јас, воопшто подоцна не ми се јави. Инаку Раде Точев е лично со слични склоности на Боки 13 и затоа се веројатно тие негови блиски релации со Зоки Милевски Кичевскиот. И всушност со помош на Ради Точев, Зоки Милевски Кичевскиот ги има воспоставено првичните комуникации или првичните контакти со Христијан Мицковски. Тоа е таа спрега. Тоа е таа спрега која сега го отвара прашањето на Гоце Делчев, го отвара прашањето на македонскиот идентитет, го отвара прашањето на отпочнување на преговорите со ЕУ, односно со НАТО, и таа е екипата која сака да ја држи Република Македонија во перманентна криза, во перманентен конфликт. Зошто во перманентна криза? Бидејќи само преку перманентна криза во Република Македонија олигарсите, мафиите кои се во комуникација со Софија можат да се спасат од неодење во затвор во Република Македонија. Сума сумарум, почитувани гледачи, Бујар Османи е лош министер за надворешни работи. Во овој клучен момент за македонската историја и отпочнување на преговори на Македонија со Европската унија, кога Бугарија се заканува со вето, не е соодветна на таа функција. Зоран Заев направи голема грешка што го стави Бујар Османи да биде министер за надворешни работи, бидејќи Бујар Османи не е ни 10% од класата на Никола Димитров. И ако Никола Димитров сме го сметали како предавник, никој не можел да му негира умешност да се снаоѓа или да плива во тие надворешно политички води. Постои одредена стратегија на Бугарија да стави вето на Република Македонија. Треба да им се дозволи на бугарите да стават вето, бидејќи на тој начин ќе покаже дека ние бугарите немаме ништо заедничко, бидејќи не може еден исти народ да си става вето на својот народ во на друга држава. И на крајот треба да се направи одредена политичка криза во Република Македонија. Како резултат на таа политичка криза во Република Македонија, мафијата да се спаси да не заврши во затвор. Зошто е баш сега манифестирана целата нервоза? Како прво имаме пресуда која е потврдена за Никола Груевски и за Гордан Јанкуловска, како второ на судски маси или на судски клупи или во судски постапки и во процедури се наоѓаат Јово Вангеловски и Владимир Панчевски. Отпочнати се судски процеси против нив и клучниот процес тоа е 27 април. Тоа што се случуваше на 27 април, меѓутоа сега е судењето на организаторите или на мозоците на целата таа операција и тој крак води до Будимпешта до Никола Груевски. Затоа е нервозата и затоа во таква нервоза се влечат одредени потези. Вело Марковски, конфликти со Бугарија, најава на Бугарија дека ќе стават вето, Јордан Орце Камчев и така натаму, Христијан Мицковски протестирање за Гоце Делчев. И тоа е всушност композитот и комплотот кој ги прави нервозни сите овие структури. Сите овие структури кои се сега нервозни ќе се обединат или ќе пробаат да се обединат да направат нова политичка криза од типот на затварањето на специјалната јавно обвинителство на аферата Рекет. Меѓутоа овој пат тоа ќе го направат многу побрутално и многу пожестоко, ќе се обидат да искористат све од пандемијата со коронавирус до блокадата и ветото на Бугарија за отпочнување на преговорите на Македонија со Европската унија. Тоа е суштината на нашата вечерашна анализа. Се обидувам да ги охрабра македонските власти да не направат глуп избор, глуп потек, несмасен потек, да подклекнат сега под притисоците и барањата на бугарите. Нема ништо страшно Бугарија да ви стави вето. Во моментот кога Бугарија ќе ви стави вето, Бугарија ќе биде проруска држава, ќе биде руска губернија, ќе биде изолирана држава на источната граница на Европската унија. Дозволете на Бугарија да ви стави вето, немојте да ги продавате македонските национални интереси, македонскиот идентитет. Ги охрабрувам
Емисијата во Центар им се става на располагање само да го одбраниме македонскиот идентитет. Не е битен Гоце Делчев, Даме Груев, битен е македонскиот идентитет. Тука не смееме да подклекниме. Затоа, почитувани гледачи, емисијата во Центар ќе направи све да ги охрабри македонските власти и македонската опозиција да не прават штетни политики на штета на интересите на Република Македонија. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, или беше политичката анализа. Се гледаме четврток 22 часот. До четврток од 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.